Навратиме наназад извесен период. Ја знаете она иницијатива која што имаше и председател Венко Филипче и отиде кај барање за лидерска средба и тогаш отиде во владата на средба со премиерот Христијан Мицковски, на кој што се разговараше меѓу другото токму и за ЕУ агендата која што секако дека е битен сегмент од целото политичко функционирање. Од друга страна имаме доставено до сите политички партии резолуција за црвените линии во делот повторно на оваа ЕУ агента, каде што точно таргетот се става на тие уставни измени. Чекавме одредени забелешки да бидат дадени од сите политички партии, меѓутоа до ден денес немаме буквално ништо од било која политичка партија. Тоа се две работи за кои што мислам дека покажуваат и докажуваат дека сме спремни сите да седнеме на маса, сите политички чинители во државата и општествени чинители во државата, за да се откочи овој процес. Бидејќи преговарачката рамка, знаеме сите, не е билатерално прашање, напротив, таа е преговарачка рамка која што Европската Унија ни ја има дадена. Сега, диаметрално спротивни ставови имаме како две политички партии, затоа што нашиот наратив предходно, кога бевме влада, во делот на ова ЕУ прашање беше дека работиме забрзано, но не избрзано. А сега, актуелно она кое што го кажува владеачката партија, дека ова е маратон, а не е трка. Врз основа на тоа можам да напоменам, да се навратам и за изборниот законник. Нашето повлекување од работната група за изборниот законник беше укинувањето на техничката влада, затоа што отиде преку трупа во рамки на самата собраниска процедура. Да, но и вие